Глумење мачо политика без никаков основ за успех. Ова е начинот на действување на македонската опозиција со барањето на предвремени парламентарни избори. Според познавачите, ова е класичен опозицијски фолклор со цел привлекување на некакво внимание на јавноста. Новинарот Бранко Геровски за Алфа вели дека СДСМ во моментов е во многу тешка ситуација и избори најмалку им се потребни. Во моментот состојбата е во партијата тешка, тоа го признаваат сите, некои погласно, некои молчешкум. Во секој случај партија во таква состојба во принцип не треба да бара изјави. Повиците од лидерот Венко Филипче ги оценувам како класичен фолклор, мачо политика, нешто што е веќе видено на нашите простори. Барањето на СДСМ за предвремени избори доаѓа откако тоа претходно го побара ДУИ. Очигледно не се менува начинот на работа во сега опозицијската партија, односно се следи начинот на работа на партијата на Ахмети. Според Геровски во моментов избори не му се потребни ниту на ДУИ, а кога е СДСМ во прашање, вели потребно е прво да се структурираат внутрипартиски, бидејќи партијата се уште нема ниту раководство. Нема логика во барањата за предвремени избори и од СДСМ и од ДУИ. Во случајот на СДСМ партијата е пред два конгреса. Едниот конгрес е сега, на кој треба да се изберат новите делегати на конгресот, новите раководни тела, а во март до година на актуелниот лидер му истекува мандатот. Така што СДСМ е во и престојат внатрешни кадровски реформи, идеолошки реформи, промена на политичката програма. СДСМ во мај годинава го доживеа најтешкиот пораз во историјата, освои само 18 пратеници, а според моменталните мерења на јавното мислење, нивниот рейтинг е многу понизок во однос на власта. Според последната анкета на ИПИС, рейтингот на ВМРО ДПМН е 26%, додека СДСМ е на рамниште со ДУИ и коалицијата Вреди со доверба од 7%. Премиерот Мицкоски пак има рейтинг од 27,8%, додека Венко Филипче само 5,5%.